Продолжуваме понатаму и време е за второто линковско јавување од Скопје од првата теренска екипа. Утрово со нас Мартин Николовски. Она што ни следува во ова јавување од Мартин е секако тема култура, затоа што веќе Мартин најави, меѓутоа станува збор за промоција на збирка поезија. Деталите ги имаш секако ти, гледаме дека сте подготвени, па повелете со разговорот. Добро утро, Симона. Токму така утрово разговараме со поетесата Емел Туна, која со тишина зборува гласно. Имено, иако зад неја стојат веќе 7 збирки на поезии, неодамна таа ја промовираше својата најнова збирка на поезија и таа се вика "Тебе страв, мене не страв", и која ја отвора темата за храброста и духовната сила. Што ја инспирира, како се менува поетскиот јазик и дали младите се уште сакаат да слушаат и да читаат поезија? Токму на овие прашања утрово бараме одговор од самата Емел. Емел, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ти благодарам, Мартин, за поканата да бидам дел од оваа утринска програма. Зад вас кажав дека стојат веќе 7 збирки на поезии. Ќе прочитам дел од нив. Тоа се Театар на сенки, Чудна пролет ќе ти раскажам, Бујрум, ако смееш, прочитај ја тишината и како најновата збирка на поезија Тебе страв, мене не страв. Каде ја наоѓате инспирацијата за поезијата што ја пишувате и како се менуваше вашиот поетски израз низ годините? Морам да кажам дека на ова прашање немав размислувано до пред некое време, кога со мојата драга пријателка и рецензентка на неколку од книгите Тина зборувавме за последната, која што ќе биде и следна по збирка поезија, и во тој разговор таа кажа дека иако јас си мислам дека не се менува мојата поезија и таа има еден печат кој што ја одликува и се знае дека е моја, секако дека во текот на годините се менува и изразот, заради тоа што нели се менува и искуството. Ако во младоста зборував или пишував повеќе за оние бури на чувства и емоции кои што ни се случуваат на сите и како да се справиме, во меѓувреме се случи животот и се случија сите тие искуства кои што нели низ животот ги имаме, нема веќе романтизирање ниту на животот, ниту на смртта. И сега веќе се фаќам како се повеќе пишувам за секојдневието, за метежот во градот, за обесправените, за луѓето без глас, за неправдите што ни се случуваат наоколу и во светот. И мислам дека го упростувам изразот затоа што сметам дека луѓето треба да прочитаат и да сватат дека не се сами во своите борби, во секојдневните борби. И на тој начин ми се чини дека ми се минува и изразот во однос на тоа што го имам доживеано во текот на годините. Емел, во вашата најнова книга ја отварате темата за храброста, љубовта, но и за духовната сила. Што за вас значи личната храброст и како тоа го преточувате во стиховите? Поврзани се прашањата, нели, бидејќи ако во младоста мислев дека многу работи ќе смениме, како ќе добиваме нели во годините, сега рефлексијата наназад сваќам дека малку пропуштивме да промениме и се похрабра мислам дека сум во поетскиот израз да кажам што не чини. Секогаш пораките се универзални и пораките се секогаш љубов. Љубовта се трансформираше во текот на годините, нели не е само љубов маж, жена, туку и љубовта спрема детето. И во последниве циклуси пишувам многу и од машки аспект, односно како инструкции за како треба една жена да се сака. Значи се похрабра сум во тие аспекти, ама сакам да кажам дека пред некое време некој ми рече неуморна си. Како и сите, уморна сум. Животот е многу брз и сите сме и уморни и нехрабри, ама во поезијата пробувам да искажам се што не можам вака во секојдневието. Така, Емел, дали сметате дека поезијата во денешно време стигнува до младите или потребно е прилагодување на
овај нов свет каде што младите се повеќе присутни на интернет, а се помалку читаат книги? Па, во оваа книга, точно за која што зборуваме, но и во една предходна, се обидов да имам илустрации, да си играм малку со форми и со должини. Ние не само младите, туку веќе и постарите немаат многу концентрација да читаат долги форми. Значи, во оваа книга имам обиди и со хаику, кои што се многу кратки форми, и со прозни обиди кои што се куси, нели, раскази, и се обидов да инволвирам и млади луѓе кои што, како например Јана, која што е половина од моите години и која што на еден начин му дава младалчки лик. Овде имаме стрип приказни кои што се илустрации на моите раскази и ми се чини дека на тој начин да биде по-привлечно, бидејќи луѓето се и визуелни, младите се визуелни, сакаат да гледаат слики. И на тој начин мислам дека се обидувам некако да ги доближам овие работи до младите. Во вашите дела зборувате за тишината, сенките, но и за надежта. Која е пораката што сакате да ја пренесете на читателите, особено на младите? Токму тоа што на почетокот го зборувавме, дека никој не е сам во својата борба, дека сите имаме своји тишини, дека треба на различен начин да најдеме, односно начин како да го исканализираме и издувен вентил, да го кажеме тоа што ни е прекјутно наталожено во душата, и сите имаме сенки. Секако дека, како што реков, никој не е сам во својата борба. И за крај на овој наш разговор, може ли да издвоите една ваша песна која особено ви се допаѓа од многуте што ги имате досега во сите 7 збирки, а како што најавивте, веќе се очекува и 8-та збирка на поезија? Може би ова е најтешкото прашање, бидејќи да размислувам вака на прва што ќе ми текне. Во секој циклус има една песна која што се издвојува и може најмногу ме карактеризира. Во овој е Инсомнија, во други, во наредниот се вика Малиса. Значи, ама ако може треба да издвојам една, тогаш е Бојром ако смееш, прочитаја тишината, која што е насловна песна на третата книга, која што се случи после 20 години тишина. И како што реков, се вика Малиса е на наредниот циклус, и во тој циклус, бидејќи живееме во земја на чуда, во свет на чуда, и мислам дека се уште негувам едно дете кое што верува во чудо. Емеле, ви благодарам што ова утро бевте дел од програмата на јавниот сервис. Ви посакувам уште многу успешни дела, а јас за крај ќе прочитам неколку стиха од вашата нова книга Разминувачи. Јас и ти, со грбот потпрени, на сосема спротивни меридијани, се среќаваме точно напладне, на маргините на сите различни временски зони, во напоредно прекршените зраци, на прозорецот од досадните состаноци, во кои сме заробени и осудени да закажуваме нови загубени часови. Утрово разговаравме со Емел Туна по повод промоцијата на нејзината најнова збирка на поезија Тебе страв, мене не страв. Колешки? Благодарам, Мартин, на вистина за твоето второ јавување. Благодарности до твојата соговорничка и што на еден вака убав символичен начин го завршуваш твоето линковско вклучување, а ние продолжуваме понатаму во Македонија наутро на нова тема со колешката Јована Костадиновска.